се соочуваме со најголемиот бегалски екзодус во срцето на Европа. 1/10 од украинците бараа спас од гранатите. Другите се на браникот на својата слободарска држава. Адвокатот Александар Тортерски преку својот Facebook профил го понуди својот стан во Охридско Пештани за бегалците од војната во Украина. Врз основа на она што го гледам трагедиите во Украина и едноставно моја човечка должност, мислам дека е да можам да помогнам на било кој начин, а тоа е имам стан во Пештани кој што е сосема солиден, кој што стои празен и сакам да го ставам на располагање на едно семејство кое што е загрозено во војната во Украина. Битно ми е само едно семејство таму да биде извлечено, сакам да бидат со деца, па дури нагласив дека не ми пречи милениче, затоа што би ми било многу жал ако некој не може да си го донесе и миленичето. И ќе му обезбедам на тоа семејство комплетно сместување, храна, сите потребштини се додека трае војната. Мотив, едноставно, чувствувам дека нешто треба да се направи, а не знам што друго освен ова што го имам и што можам да го понудам. За мене нема никаква дилема кој е виновен. Виновникот е Путин. Дури не би рекол дека е Русија, заради тоа што Путин не е само Русија. Тоа е нешто што не смее да му се случува на светот, особено во ова време, мора што побрзо да престане и сите цивилизирани луѓе мораат да најдат начин, на било кој начин да помогнат тоа лудило навистина да престане. Гледате дека 4 милиони луѓе веќе се надвор од сопствените домови, сигурно има уште толку кои што се кријат под подруми, живеат во нечовечки услови, едноставно во неподносливи услови, и наша должност е да помогнеме на било кој начин како што можеме. Македонија покажува својата колективна и поединечна солидарност со бегалците. Од Босна па со прифатот на над 350.000 албанци од Косово, со прием на афганистанците пред налетот на талибанските власти. Институциите се уште со тврдо толкување на законите, на нашинците и украинците. Им бараат зелен картон за влез, каде им се пасошите, дали децата им се вакцинирани. Гостопримството е удобно кога сме со широко отворени врати.